како може еден гениалец, рамен на Маркес, како Петар М. Андреевски, да не е светски позната? Тоа е проблемот на малите јазици, нели? Сличен пример. Со познатиот Бени Гудман, например, кога го запознал Тале Огненовски, најпознатиот кларнетист од Македонија, ствари Тале Огненовски отишол да се запознае со Бени Гудман. И обратно била приказната, Бени Гудман рекол, зар си ти тој Тале Огненовски, како свириш ти, па јас тоа не можам никогаш да го разберам. Само да ти се одоврзам на ова, пошто зборуваме за книжевност. Книжевноста е во најтажна состојба, затоа што музиката ќе ја отсвириш, ќе ја пуштиш, таа стигнува. Филмот ќе го снимиш, сега е моментално посебно телевизиските серии, сето тоа има огромна популарност. Сликарството на крајот на кришата ќе ја наслика сликата, лесно е да пропатува сликата по светот, нели? Со книжевноста е некако најтешко. Некако е најкомплицирано. Не може да стигне до светот така лесно. Значи мора ти ќе ја преведеш на англиски, но треба имаш француски, германски, секој превод чини многу.